Во рамки на седмото коло од кошаркарскиот шампионат, Пелистер со 76-86 поразен на домашен паркет од екипата на Струмица. Гостите подобро го почнаа надпреварот и ја одржуваа предноста во текот на целиот надпревар, а најмногу благодарение на американците Дейл и Тајус. Првата четвртина гостите ја добија со повеќе од убедливи плюс 16, па потоа само ја градеа таа предност. Пелистер ја играше својата игра само во третата четвртина, кога се доближи на само еден поен разлика, но тоа беше се што можеа да сторат момците на Зоран Петковски. Целова започна од почетокот на преварот, значи лошото отварање и таа серија од 5-6-7 поени негатива. Се трудевме да стигаме, како што кажавте, во третиот период бевме помотивирани, за разлика од првиот и вториот период, меѓутоа што е тука е. Ние сме млад тим, млади момци, тренираме, се трудиме и се надеваме дека ќе биде многу подобро во иднина. За струмичани ова беше прв триумф кој ќе биде мощне значаен во борбата за опстанок и освежување по направената смена на тренерското место, откако младиот Васко Атанасов го наследи досегашниот тренер Власис Влајкидис. Тежок надпревар за нас, очекувавме дека Пелистер на домашен терен ќе се врати. За нас е пред се ова психолошка промена, со промена на тренер, со тој скор што го имавме на почеток, мислам, и победа на гостински терен против директен конкурент за опстанок е за нас многу битна работа. Се свртуваме кон повеќе работа и се надеваме на подобри резултати. Најефикасни поединци во таборот на пелистерци беа Луис со 28 и Голубовиќ со 16 поени, а кај Струмица се истакнаа американците Дейл со 35 и Тајус со 20 поени.